Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552 или на имејл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Во овие врели јулски дни се работи кај нас на полиња, во градини, лозија и овоштарници, или пак се користат годишно одморски денови крај реки, езера и планини. Некои патуваат во странство, или пак други деновите ги одседнуваат дома. Туристичката сезона успешно продолжува. Полни се македонските познати туристички центри. А масовно беше прославен и големиот духовен празник Петровден, со прастарите обичаи и традиции, со полни цркви и манастири. А има и многу културно-забавни манифестации, концерти, гостувања низ Републикава. На Петровден во преполнетиот антички театар беше свечено отворен 66-тиот интернационален фестивал Охридско лето, на кој ќе гостуваат 700 уметници од 24 земји од неколку континенти. Во Битола Бабан Битола се одржува Балканскиот фестивал на народни песни и ора или детски денови, и тоа со настап на 35 ансамбли и групи од Америка, Кина, Шведска, Холандија и други земји. Ресен Преспа беа домајкини на познатата манифестација Актерот на Европа, со гостување на неколку познати театри од странство. Во Дојран, Гевгелија и Струмица е меѓународниот филмски фестивал наречен Преку езерото. Додека пак високо горе, во иселеничкото село Галичник, Ече, Азурли и Тапани на Петровден, на една од најоригиналните традиции, Галичката свадба 2026. Има уште низа разни културно-уметнички манифестации во нашите села и градови. Продолжуваме со вестите. На покана од американскиот државен секретар Марко Рубио, во дводневна посета на Вашингтон, престојуваше македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски. Тој учествуваше на министерската конференција, посветена на заканите од политички тероризам. Настанот и средбите што ги имаше министерот Муцунски беа значајна можност за продлабочувањето на соработката меѓу Република Македонија и Соединетите американски држави, преку брза размена на безбедносни информации и координиран пристап кон разни нови безбедносни предизвици и проблеми. Министерот Муцунски ги представи македонските активности за спречување на насилен екстремизам и друго. Републичкото собрание на 112-та седница ги избра новите министри. По 2 години мандат на оваа влада се направени промени во 8 министерства. Новоназначените министри ги дадоа првите ветувања и ги представија програмите, за кои ќе ги засукале ракавите, па на дело да го докажат и покажат тоа што го пишуваат и ветуваат. Нов министер за социјална политика и млади е Ѓоко Велковски, за здравство е избран Сашо Клековски, за правда Јетон Шасивари, за земјоделство и шумарство Борче Серафимовски, за односи меѓу заедниците Агон Ферати, за култура и туризам Седат Сулејмани и за локална самоуправа Иван Стоилковиќ. А џабе беа 4-месечните барања од нашата влада, но и укажувањето од еврокомесарката Марта Кос и амбасадорот на Унијата во нашава земја Рукас, оти треба да се донесе и изборниот законик, бидејќи од 10 еврообврски за Македонија, сите беа исполнети од оваа влада, ама остана заглавен уште изборниот законик, со кој се регулира и гласањето на нашите иселеници во странство, и тоа поради блокадите на опозицијата.
Од СДСМ рекоа дека гласањето на иселениците по електронски пат или по пошта ке било со нерегуларни гласови. Од ВМРО ДПМН е состав дека македонските иселеници заслужуваат еднакво право да учествуваат во изборите во земјава. Но џабе ги повикаа партиите опозицијата да престанат со кочење со блокади. Изборниот законник не е донесен до рокот 15 јули, па Републикава нема да ги добие ни ветените 4.200.000 евра од Европската комисија. Нашава земја прави значаен исчекор кон зајакнувањето на енергетската безбедност и сигурност, откако доби покана да се приклучи на вертикалниот гасен коридор, една од најважните европски линии за снабдување со природен газ. Така Републикава се доближува до својата стратешка цел да стане активен дел од европската енергетска мрежа и да обезбеди посигурно и по конкурентно снабдување со овој енергенс. Нема да се гради нов гасовод, туку ќе се поврзуваат сегашните гасоводи во единствен систем. Следи блокот информации на повеќе теми. Остра беше реакцијата на Сојузот на борците од Тетово по разните изјави и настани што се случија од денот, кога од Уставниот суд на Македонија беше укината незаконската одлука донесена од Советот на општина Тетово во 2007 година за промена на имињата на улици и на плоштадот во градот. Од опозицијската партија ДУИ одлуката на Уставниот суд деновиве ја нарекоа скандалозна и била удар врз идентитетот од локалната власт и така натаму. Меѓутоа, во соопштението на Сојузот на борците се вели, отивеќе никој нема да молчи за оживување на поразените сили, за рехабилитирање на поединци со антидржавни проекти, за промовирање на фашизмот и балистите или за истакнување имиња на терористи и злосторници. Тоа нема да помине. Прекрстувањето на улици со имиња кои немаат врска со македонската нација, туку се врзани со историјата на други земји и региони, како Албанија, Косово и слично, е неприфатливо. Ова е држава со свој уставноправен поредок и историја, а не мегдан за лечење фрустрации на начин кој не е дозволен никаде во светот, се вели во реакцијата на Сојузот на борците. Возовите од Скопје до Битола и од Битола до Скопје по застојот почнаа да се обраќаат, откако беа успешно завршени градежните работи на пругата Скопје-Битола-Жабени, во делот од станицата Бакарногумно до стовариштето Никола Карев. Кривичниот суд Скопје го ослободи од обвинение поранешниот премиер Никола Груевски за пречекорување на службени овластувања и антизаконско финансирање на изградбата на просториите, кои се седиште на ВМРО ДПМН во Скопје. Од СДСМ рекоа оти пресудата била таква поради контролирано судство. Меѓутоа судот со образложение дека за овој случај сега се имале во предвид измените на кривичниот закон од 2023 година, донесени токму од претходната власт, а поради кои имаше политички амнестии и друго. Значи, со првостепената пресуда Груевски бил неправедно осуден на 6 години затвор со случајот со зградата. Од ВМРО искоментираа дека паднал наместениот случај и од ВМРО била жртва на политички прогон. Зад решетки е осомничениот брачен пар од Скопје за убиство на докторот Ацо Трповски извршено во 2024 година. По кавгата сопругот го убил со нож докторот, потоа го зеле починатиот и го однеле во неговиот автомобил, а тие заминале. Откриени се по 2 години. Уапсени наркодилерот кој бил приведен во полициска станица во Кочани, откако во возилото му нашле дрога, ама успеал да избега преку пенџерето од полициската станица каде бил задржан. Притворен е и синот кој со 30 убоди со нож го убил својот татко, бидејќи напиен се нафрлил на сопругата. Радиопрограма во Оро Македонско продолжува со својата долгогодишна, незаменлива и исклучително важна мисија во афирмирањето на македонскиот јазик, историја, музика и вистина на северноамериканскиот континент и надалеку во светот. Еве благодарение и на разбирањето, на добрата волја и на помошта од Алек и Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и на Infinity Track Sales.
Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони, па вие секогаш кога сакате да купите камион нов или со поминати километри, побарајте ги успешните бизнисмени Алек и Димитар. Уште неколку информации. Над 1300 посетители и над 100 кајчиња учествуваа на староградската пловидба, наречено Ој љубов љубов по Охридското езеро, и тоа додека ансамблот Билјана го одржа најдолгиот концерт, а идејата била да се зачува староградската охридска песна и да се представи овој туристички центар и преку музиката, културното наследство и езерото. Оркестарот на учениците од гимназијата Орце Николов од Скопје, откако годинава го освоија првото место на значајниот меѓународен музички надпревар за млади, тие како награда за големото признание добија покана во септември да гостуваат во Њујорк и тамо да ја представат македонската народна музика и дел од големото наше фолк богатство. Што се однесува до времето, имаме врело сонце, дожд, грмежи, понекаде и невреме, а температурите ќе бидат од 33 до 39 степени. Еве тоа беше изборот на информациите за ова јавување одовде од наша Македонија. На сите вас, драги слушатели, пријатели, драги брајке и сестри, ценети наши македонци, почитуван колега уредниче и водител Бошко Рајчовски Пелистерски, од срце ви посакувам да имате добро здравје, добра мисла, убаво расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Pesmi se napišani, ko si bujni šumljivi, ko vardarski branovi, gajtan leđi ubavi, ko da se nacrtani. Od Skopje do Gelgelija nema takva ličnotija, nema takva ubavina. Od cela Makedonija nema takva ličnotija. Od cela Makedonija, kako što je devojče, devojče Skopijanče. Oči svetli, sini, ko ezerski dlabočini, usni jagodi, divi, zabakneži sozdadeni. Snaga tenka visoka, ko gorska samovila, ete takva kažu vat tamo ma bila. Od Skopje do Gelgelija nema takva ličnotija, nema takva ubavina. Od cela Makedonija nema takva ličnotija. Od cela Makedonija, kako što je devojče, devojče Skopijanče.
и Симеон Талевски на телефонскиот број 6309865 за да добиете поволна цена и специјална понуда. Вашиот кредит ќе ви се одобри преку телефон. Само телефонирајте на телефонскиот број кај Симеон Талевски на 6309865. Вилбур Кија и Форд Кар дилер се наоѓаат на 73350 Кингери Роуд, 2 милји северно од Македонската црква Свети Кирил и Методи. Danas život je brz i dinamičan. Automobili danas nisu luksuz, ali su potrebni za ovaj brzi život. Ako vam trebaju dobar i povoljan auto i za vaš stari auto da dobijete najbolju ponudu, to sve možete naći kod nas, Willowbrook Kia. Mi se nalazimo na 7301 South Kingery Highway u Willowbrook i naš telefon je 630-896-5000 i pitajte za mene Deni ili Trajče. Once again, naš telefon je 630-986-5000. Ако сакате да одите во бизнис, за вашиот труд да ви се исплати, купете камион нов или половен. Многу нашинци се во овој бизнис и за кратко време ќе се збогатите и вие. Ние ви ги препорачуваме двете компании од каде можете да купите камион нов или половен. Јавете се до двете компании. Truck Partners and Incorporation и Infinity Truck Sales во Чикаго. Телефон 312-593-6703. Прашете за Алек или Димитар или навратете на адреса 96 Пазел Стрит, Джолиет, Илинойс. Запознајте се со Алек или Димитар. Одберете каков камион сакате. Тие ќе ви помогнат преку нивната компанија да земете кредит. Телефон 312-593-6703. На еден дел од денешната програма спонзор е Ѓорѓија Ѓорча Танасовски, председател на Македонската алијанса, идниот Кинг Ѓорџ. Вие слушате македонската радиопрограма Оро Македонско. 7 дена, 24 часа, ќе одите на Facebook или YouTube и ќе напишете Оро Македонско. Секоја недела со нова програма. За сите информации телефонирајте кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810-335-5552 или на имейл braichovski@gmail.com. Ние персоналот на Оро Македонско ви посакуваме пријатно расположение со Орото Македонско. Оро Македонско. За родендени и мендени, за сите пригоди и свечености за секој ден. Со задоволство си порачуваме пица од Little Caesar. Пицата е вкусна и што е најважно, за многу поволна цена добивате 2 големи пици. Ќе ми биде драго и мене и на моите ако вечерва со целото ваше семејство ни дојдете на гости. Нема ништо специјално да подготвувам. Ќе нарачам големи пици од Little Caesar и ве чекаме на гости. Благодарам, доаѓаме на пријатниот парти кај вас со пиците од Little Caesar. Во најтешки и најжалосни моменти обратете се до двете погребални куќи кои одлично ги познаваат нашите православни обичаи. Мензук Funeral Home на Ryan Road и 18-та мајла во Стерлинг Хајтс. Телефонскиот број 586-997-3838. А на западниот дел во Warren Funeral Home на Ford Road и Telegraph во Dearborn Heights. Телефонскиот број 313-278-5100. Знаете легендата за 16-годишниот Александар Македонски, кој мораше да глуми крал, додека татко му Филип беше во поход. Еден ден, во престолнината Пела пристигнува моќна воена делегација од Персија. Во палатата владее паника. Никој не знае како да ги пречека гостите од најголемата империја,
а да не направи дипломатска грешка. Но тогаш на тронот без страв седнува младиот Александар. По кралскиот дочек и богатата гозба, тој целосно ги прескокнува досадните протоколи. Наместо тоа почнува да ги решета персиските генерали со прашања. Колку се далечни патиштата низ Азија? Каква е воената тактика на нивниот цар? И колку брзо се движи нивната војска? Делегацијата останува во шок од неговиот стратешки ум. Пред да ги испрати со највисоки почести, Александар гордо им ја покажува и моќната македонска фаланга. Персиците тогаш сватиле, во Пела не запознале момче, туку иден освојувач на свет. Здраво, дечки! Една маса седем и неколку души, а меѓу нив и грци. И кога им ги расправав јас овие работи, тие не беа в чудо невидими. Тие вика, јас работев на еден брод, кој со тонови споменици фрлавне во Егејското, туравне во Егејското море. Закупуваат 2500 години древномакедонска цивилизација. Јас сосем случајно во Германија на една маса седем и неколку души, а меѓу нив и грци. И кога им ги расправав јас овие работи, тие не беа в чудо невидими. Тие вика, јас работев на еден брод, кој со тонови споменици фрлавне во Егејското, туравне во Егејското море. Драги слушатели, доколку можете да разберете, еве што рече. Значи, гробовите, мислам, спомениците, да не остани трак од македонците, ги фрлаја во океаните, во морето. Активности во нашето селеништво. Македонскиот илиндиски пикник, кој го организира црквата Свети Георги Кратовски, ќе се одржи во сабота, 1 август, од 3 часот попладне до 10 часот навечер на своето црквено место. Македонскиот фестивал на Света Богородица ќе се одржи во сабота и недела 29 и 30 август на своето место. Додека црковниот собир ќе се одржи во Чикаго, каде Македонската црква Свети Георги Кратовски ќе биде домаќин петок, сабота и недела 4, 5 и 6 септембар.
овој контекст, споменувањето на името на местото каде се родиле и каде живееле, за оцелените македонци, значи соочување со минатото, соочување со случувањата кои некогаш се одиграле. Во оваа смисла, доминантни се емоциите, болка, страв, неизвестност. Се сеќаваат на обичаите, на свадбите, на прославата на празниците, на точно одредени конкретни места, на местата од каде што се испраќало на печалба и така натака, но се сеќаваат и на местностите или местата каде што е извршен терор, потоа на местата каде што се случувало нивното страдање и така натаму. Во овој контекст, споменувањето на името на местото каде се родиле и каде живееле. Знаете зашто планирам? Затоа што да гледаат вас во Дубај како уживате на Хариџиновиќ, а не сте во затвор. Затоа што гледаат таму како уживаат поранешни функционери на јахти, а не се во затвор. И да дадат одговор зошто се таму. Затоа се разочарани луѓето. Кога ќе ве видат како се смеете позади решетки, тогаш ќе бидат среќни и задоволни затоа што правдата дошла. И последно, и тука ќе завршам, кој е виновен? Јас признавам дека сум виновен. Тоа што поминаа 2 години, а вие уште уживате на јахтите во Палјури, наместо на друго место. Признавам дека сум виновен. Но исто така, еве ви ветувам, ве гледам во очи, ви ветувам, дека нема повеќе да ги разочаруваме македонските граѓани да гледаат слики како поранешни функционери уживаат на јахти и во мелосот на Хариџиновиќ. Ете, тоа е желбата на народот. Делчев успеа да се скара и со Грци. Бугарска работа. Плочата која што ја поставија во Баница, на која напишаа дека е бугарски револуционери војвода, е тргната од страна на грчките националистички групи. Бугариве мислат дека ова е заев, па ќе бришат споменици и ќе брусат шахти во туѓа држава. За да не остане покус, се јави и бугарскиот пратеник во Македонија Венко Филипчев. На Венко му сметало тоа што споменикот на Гоце Делчев на плоштадот во Скопје бил поставен покрај камениот мост, а не пред собранието. Да си пукнеш. Професорите моментално во државата се меѓу најплатените позиции во државата, се земат околу 2000 евра плюс некои татоци. Би требало да биде и така, да. Немаме проблем со тоа. Би требало да биде така ако се функционира како што треба. Не е разбирливо зошто ако земате вие 2000 евра и повеќе од 2000 евра, вие да ги условувате студентите да се збогатуваат од студентите, да се збогатуваат од тие што едва го преживеат месецот во Скопје што студираат, сакате да се збогатувате од студенти што толку имат по 10 евра на ден да трошат, да ви платат вам книга по 20 евра, за вие да се збогатувате за 20 евра, кога земате 2000 евра, тоа нас не ни е јасно. А тука, дефинитивно, нешто не ни е јасно тука како организација, како може професорите моментално во државата се меѓу најплатените. Тежок избор, кој веќе времето работи против нас, и ако под хитно не закаже вториот протокол, Македонија ќе заглави и ќе остане изолирана енклава на Балканот. Македонија е пред тежок избор, кој веќе времето работи против нас, и ако под хитно не закаже вториот протокол, Македонија ќе заглави и ќе остане изолирана енклава на Балканот. Ли сметате дека македонците кои живеат во странство треба да имаат можност да гласаат електронски на изборите во Македонија? Вашето мислење ни е важно. Напишете го вашиот став во коментарите и да отвориме конструктивна дискусија. What do you want to be when you grow up? Messy. That's not a job. It is, if you're messy. Zatvaraj, majko, portata.
Кај сум бил, не ме прашувај, зошто сум се јас напил, зошто пијан се враќам, отпуста ме Ана. Не ме карај, мајчице, во преградки дојди ми, па го слушај срцево расплакано. Најтешко ми е, мајко, верувај, кога дозна се враќам, те будам. Млад сум човек, не гледаш, ништо лошо не правам, и кога се напивам, отпуста ракија. Не ме карај, мајчице, во преградки дојди ми, па го слушај срцево расплакано. Што те прави стрекна? Кога моето семејство е целосно и сите сме здрави. Ништо не ме прави посрекна од семејството. Што треба да правиме на овие горештини? Тато вели само ладно пиво, а јас и мама си купивме сладолед и тако се разладуваме. Кој имаш година? 3. А колико ćeš имати следеće godine? 4. Па добро, то сви знају. Па што питаш онда? Драги слушатели, се одржа најпопуларното музичко шоу на Балканот, Звездите на Гран. Прво место го доби Бобан Илиевски, а второ место Марина Митревска. Да ги слушнеме нивните шараматни гласови. Од Петре М. Андреевски. Таа, дури на сонцето му позајмува светлина и затоа никогаш и никаде не ја напушта. Таа е природна појава една, единствена, стои како рамноденица меѓу телото и душата. Ми иде да ја викнам, дај ми го само телото, а душата задржи си ја. Но откај не ја слушам, а зошто ти е мртво тело? Повторно во Македонија доаѓам. Истината на светот да ја соопштам. Дека преку вас, македонци, спасението на родот човечки се објави. Вие со расширени раце ме примивте и со срце кое беше желно не за било која вистина, ами за Христовата. Вие, македонците, бевте најдарежливи меѓу дарежливите и најверни меѓу верните, а денес со распарчена татковина и со името свето нагрдено, понижени и непризнати од некои празни глави кои доброто ви го заборавија. Затоа повторно при вас доаѓам и како некогаш Лидија Македонката што срдечно ме угости, повторно при вас топло огниште да најдам. И сите зли заговори против вас од вашите душмани, Бог ќе ги разори, затоа што вие сте чеда на Севишниот, запишани на небесата. Водата и воздухот, а тие ни ја зедоа земјата, им дадовме леп и сол, а тие не зедоа цела погача, им дадовме раката и срцето, а тие не ја дадоа душ, ни ја зедоа душата. Затоа чувај не и спаси не од сето наше зло и сите наши непријатели, зашто најголеми непријатели на македонците се
македонците се најголемите. Кога ќе видат што си правиме еден на друг, Господи, ќе се крстати муслиманите, Господи. Šta je ovo, more, šta se radiš? Šta je ovo, more, šta se radiš na Albanci? Bolje je da si nas bacio u džennet kod šeitana i akrepao, nego kod ove Makedonce. Allah. A isto su oni jedan lisan zbe Allah. Koga ne poznaje skupoga plaća. A mi smo platili najskupo. Prodali su nam i kuća i zemlja istoka i dućani. I sada samo mi radimo kao crnci, a oni uživaju. Selim kuje konja na polumjesecu. Selim kuje, a trpe ga psuje. Da dade Gornjon i vие да живеете како што живеам и јас, бе. И со 100 марки да преранувате цела фамилија. А, да даде Горнjon, бе. О, Allah, čuješ ti kako me kumela ide. Абе, како може sa 100 марака да се издржи за читав месец, бе? Па нисмо ми билбили, бе, Боре, еј! Мајка, бе? Вие не сте билбили, а ние врапчиња сме, нали? Или мравчиња. Тие помалку јадат, така? Бре, сте, наште, па сте зашле, бре, како не ви е срам, бре. Слушај, Трпе. Што, бе, слушај, бе. Слушај, Трпе, нешто ти кажем. Ми ништо нисмо нашли, него све смо то поштено платили. Мајка, кому, бре, тоа сте му платиле да видам? Ајде, објасни ми кому. А? Кому сте му платиле? Јо, бе, јас само знам да сте се продали за 500 марака. Ма не, како не ти е срам? Од чега да ме... Како не ти е срам, бре, имавте само, порано имавте само неколку леблебиджилници и сладкарници, бе. А сега ги држите најдобрите локации во Македонија, бе, како не ви е срам, бе. Како не ви е срам, бе. Како тоа дојде до тоа, кажи ми, а? Све смо те узели за 500 марака. Ма не, ма и добар виц, Не да е добар, него и ефтин. Па добро, како сте го добиле сето тоа, бе, објасни ми, како? Šta me ne pitaš, ja ništa ne znam. A, ne znaš. Pitaj onaj šta je uzeo 500 maraka. A znaš li kako gi dobivte, kako gi otvorivte site onije firmi, uvozno-izvozni firmi, bre, koji što uvezuvat veter i izvezuvat magla, a? Znaš kako? Znam. Kako? Znam. E pa kaži koji? Ko je to što vi gi dade ti odobrenija za firmi, a? Koji? Ja, vala, ništa ne znam. A, ne znaš, tega ne znaš. A znaš li, kaži mi, koji, deka najmnogu zarabotuvat na kvantaški оние албанци, бре, кои што никој пат во животот, бре, не посадиле ни крастајица, ни патлича, ни пиперка, ни зелка, ни кромит, ни бостан, ни конзерви, ни тегли, ни тетрапак. Знам, бе, Трпе, знам. Кој е тој што ви ги даде тие уверенија, одобренија, потврди, помеки, посредни, кој ви ги даде? Не знам, бе, питај оној кој е узео 500 марака. Не знам, пак не знам. Не знам. А, не знам. А знаеш ли, кажи ми, како може да имате предност секогаш, бре, кај лекарите, кај забарите, кај гинеколозите, кај педиатрите, кај хирурзите, кај психијатрите, како, а? Не знам. Али едино знам да смо се касно сетили. Да смо се ранije сетили, купили би читав Македонија. Не занесувај се, Селиме. Не занесувај се. Дека има уште многу македонци кои што не можеш да ги купиш за 500 марки. За 400. Зашто? За 400. Добре, бе, каде сте, македончиња? Каде сте, кај отидовте? Отишли су да узму 400 марака. Аве, сарди, сале, цела Македонија.
Sardi sale, nekoj novi biznismeni. Još jedan folk festival u Makedonija, 68. po redu. Poslušajte, patrioti, nikogo ne slušajte, sekoj saka da me javne, da vi vadi dušata, sekoj saka da me molze, da vi plače majčeto, Ej, picopevac! Ej, picopevac! Uzmi ovo. Ajde. To ti je trave. Uzmi ovo. Pak nešto, a? Ja be, ovo ti je za provokacija. Kada je za predsobranje? Ne be, provokacija na moj knjiga. Što bre si... Misliš promocija? Pa i to be, ja ti kažem, ali ti nećeš da shvatiš. A si izdao knjiga? Pa be, iz istorija. Ili ripa sve do smrti na Teuta. Čekaj be, koja Teuta be, žiti Sarje? Pa naša prva predsjednica more? Tamo sve ti se piše. Ko smo, šta smo, zašto smo došli prije vas, a zašto ste vi došli iza nas? Boga ti. Dobe? Majkata. Dobe? Slušaj bre, Selime, da ti kaže nešto, brat tebe. Može vaka? Može be? Vaka kako? Ajde već. Vidi, ti ja poteknuvaš od Teuta, koliko što jaz poteknuvam od Eskim. Trpe, slušaj, ja da ti kažem sad. A ti potičeš od Aleksandar Makedonski, koliko ja potičem od Indijanac. Ja, zemi čitaj go Cileta, be, zemi čitaj go da vidiš. Pa nek uzme Cileta čita na mene pa će da vidi. Me dobro, be, što sakaš toga da mi dokažeš, aj, objasni mi, što sakaš da mi dokažeš to, ajde da vidim. Prošlost. Da vidiš gde je tvoja prošlost i moja prošlost. Izvini, brata, ma tuka sme isti. Evo ti ga, znaš što smo isti. Isti. Evo ti ga, znaš što smo isti. Isti ja ti sme, kažem. Selime. Isti smo. Na Balkanov site sme isti. Narodi što nema idnina se zakopuva dvominator, brat. Ete, tako da znaš. Da ti kaže nešto, brat. A znaš li ko je kriv sve što se ovo nam događalo? Branko. Jo. Stojan. Jo. E pa Kiro, nema tu tebe kako. Pa koji? Šoko Tito. Kako be Tito? Zašto Tito, be? Zašto Tito, be? On je napravio jedan emade greška. Ne greška, nego katastrof. Čekaj, be, kakva katastrofa, Veselime, be, što zboruvaš ti, be, ej? Be, normalni si ti, be, pa Tito ne povede vo borba za osloboduvanje, be, svestice, ej, ne obedini, ni tada bratstvo, jedinstvo. To bratstvo i ubistvo još traje. Znaš zašto? Zašto nije hteo da se sastavi sa oni lideri koji su vladali kod nas? Čekaj, be, čekaj, dobro, kaži mi koji konkretno, be, nemoj samo taka na pamet. Evo mi sjeti kad, polako, ajde. Ajde, vidim. Ajde, treba, smirimo malo život, smirimo. Sad, Ban Jelačić iz Hrvatska. Tako? Onaj naš Mehmet Paša Sokolović iz Bosne. A be, kaj gi izmislio vijane? Onaj papas iz Crne Gore, onaj Njegoš. Kaj gi izmislio? Iz Slovenije Matija Pogubac. Tako? A be, kaj gi? Iz Srbije onaj knjaz Milošević. Lele. I onaj baš lider koja BMRO. Ljubčo? Ja bi joj Goci Drčev. Pa dobro, be, kako može da treskaš ovakvih gluposti, be, a be, kako može Tito da se sretne sa site ovije što mi gi napraja, koga tije ne živele zajedno, kako? Sad vidi, a zašto nisu živeli zajedno? Zašto? Zato što nisu se podnosili. A be, ne treskaj gluposti. Ja ti kažem. Bre, kako može le, bre, čoveče da živeat zajedno, bre? Pa ti znaš li u koje vreme živele site ovije što gi nabraja, ajde kažem. U ludo vreme, luđe da ne može da bude. Ja ti kažem. Roka mandolina, dole me čardak, svi smo udareni sa isti bardak. Vaj, sekoj nudi raj, no dovoj peko, nema veće kraj. Lele. Kukube. Lele. Kukube. Lele. Kukube. A što mi kukaš ti, be? Što mi kukaš kao kukajca, ti ko? Pa šta bi ti lelećeš ko predstavu dojica, be? Zašto me boli? Me boli. Pa zato ja kućem, zato što te boli, be. Pa zato kućem, be. Ti zato kućem za mene? Ko be? A bre, Selime, bre, gaćive mi se tresat koga će mi tekne na jedna statistika. Ja. Je li ona tvoja rođaka?
Кој? Она свастика. Абе, статистика, не свастика. Знаеш што е статистика? Nije to ono isto? Абе, како исто, бе? Свастика е жена ми, му е жена ми на баџото мој. А статистика... Дам од баџо твоја жена. Абе, ајде, бе, бега, бе. Абе... Добре, бе, добре. Бре, статистика, статистика ти е наука, како не сваќаш. Крепала те наука, затоа ми кучеш ти мене овде, бе. И ти би кукал цели. Немој, бе. Кукал кога би знаел што пишува се во таа статистика, бе. Еј. Немој, бе. Па еве, да пример, да го земе Филип II. Зашто бе Филип II, а где е Филип I? Виде? Го заклале, брат. Где бе, у Босна? Не, во Босна. Во Грција. Во Грција го има заколено. Па нисам знал да се и тамо води рат. Абе, што трескаш? А глеј сега, син му Александар го отруле во Азија, еј. Чути, има среće, бар и остao читав. Чути. Цезар! Цезар настрада сред сенатот од Брут. Шта кажеш, бе? Си чул за Брут? Како не? Оне велики ексер. Весели ме, бре. А Фердинанд, замисли, го убија во Сараево. А та чинон оде још еден умпрофораз, бе. Ле, Мусолини го обесија за нозет. Бајде, каде има оваков натрега. А Хитлер го фрлија на буниште. Добро су му радили џубре едно. Џубре, па нормално, џубре. Чекај, бе, а одакле ме знае она твојата свастика за ово наше стање експрес, што нам се догаѓа? Одакле знае? Па знае, бре, нормално дека ќе знае, бре, човеч, бре. Како, не ти е јасно? Ма не, све би се вако помешало од оно убиство, да ти кажем. Ти се помешало, нели? Па како не сваќаш, бре? Дека сите овие што владееле на сила не умреле од природна смрт. Немој, бе. Па да. Значи, сви су умрели вештачки. Па нормално. Нормално, затоа паметот в глава, еј. И не дозволувај да те водат нездрави политичари, бре. Еј, мисли малку. Јели, бе? А јели имају уверени они ваши политичари да су здрави? Ајде, бе, доста, бе. Доста вече со такви твои екстремни некои барања, бе. У пример? Па како пример? Ете, у пример она што барате конститутивен народ или двојазичност. Како не ви е срам, бе? Да, ми сме тражили на конститутивен народ. Да. И смо тако привремено док ви не научите албански. Ja, кој? Двојазичност? Двојазичност, тако сме кажа двојазичност, тако. Док ви научите албански. Види тешко дека тоа ќе состои, да ти кажам право. Ние да научиме албански. Не оди, бе, брат, не оди. Многу сме глупи за јазик, да ти кажам, тапи сме. Подобро вие да научите македонски, бе. Слушај, ја има да се жалим на тај епс. Шта ми уништаваш мои матерни и фатерни? Да, бе. Ја ти кажем толико. Добро, бре, размисли малку, бе. Размисли. На што ќе личи сега, замисли, јас, да се и наетам исто како што се и наетиш ти, ајде. И да одам во сите институции, да барам, да зборувам на мојот мајчин јазик, ајде. На што ќе личи? Причај, бе, ко ти бране, ајде, причај. Добро. Причај, бе. Ференц варош, Меđеш варош, Вон Пецарош, Џон Месарош. Будапешти, гулаш дереш, алаш вереш, пендрек сереш. Шта причаш, бе ти? Си зборувам на мојот мајчин јазик, бе, брат. Шта, бе? Да. Твоја нона е маđарица? Да, бе. Од Маđарije. Ај. Видеќеш ти сутре кад ти пуштимо нај мој лајош. Кој ти е тој лајош, бе? Пас кој ќе да те гризе за дупе. Бре, и тој лајош ти е, и тоа кучето си го направил националист, бре. Бре, не сме човек да помине, бре, овде покрај куќава, бе. Одма ми се фрла да ме касне, да му се... Чекај, бе! И го безобразен, бе. Мисла ти од памет. Да, што, маре? Полаго, бе, селено, подвлечено со бело, бе. Бе, гледај што им направивте на Тетовчанине, бре, гледаш ли, бре? Шта, бре? Што? Пушти радио, ќе видиш, одма ќе шизнеш. Шта, бе, шта? Ајде, бре, ги исплашивте, пустите Товчани, бре. Па сега само трешти српска музика, бре, како да си среде Лесковац да му се путнам. Немој, бе. Па што? И тоа се за инак. Заради нас? Не, заради нас. Зашто мислат дека сме ги предале. Разбираш, па сега ни удираат шабачки чиви. Удри, ајде, опа, така ти е тоа. Кажеш, бе.
Šta kažeš, bre? Bre, zamisli, bre, селиме вчера, одам и среде площад, bre, го среќава Меден и Земал го свири марш на Дрина. Абри го прашуваме, што преш? Вели, трпе, брат. Не знаеш ти колку го сакам овој марш. Бре, марш у пизду материну! Kad dođe taj marš, prvo ćete vi marširati. Razumeš? Nemoj, molim te, a ti što će praviš žiti zdravije? Ti ne boj se za mene, ja imam svoj imunitet. A bre, Selime, bre, gledaš li bre što se slučuva, bre? A bre, site narodi na svetom se obedinuvat, samo nije na Balkanom se parčosuvame, bre, da ti se plutnam. Dođi, što da dođam, dajde, bre, tamo, bre. Trpe, dođi što sam napisao. Što ti je to, ne? Dođi. Što je? Na konfederacije na smrdovitom Balkanu. Koji ti si go napišao ova? Slušaj, ajde se. Vidi sad. Ova, naučna fantastika ti je ova, što je? Jobe, trpe, budućnost, vidi. Vidi sad, ko će da pravi prva federacija? Prva federacija će da pravi Grci i Turci. Ajde, kaj gi najde? Čekaj. Kaj gi najde, ni vetar, ni mi se tamo. Evo, uzmi na primjer Albance. A bi se mi si ti, što će mi se mene bogati, Albanci. More, vidi be, a be oni će da uđu u NATO i u federacija sa Amerika, be, more, hej, ja ti kažem, vidi. Znam bre, Amerikanci ne se šiznati da vlezat pod zaštita na jedna takva velesila kako što je Albanija, Smej se. Ima da ti se tresu noge kad ti kažem Makedonija sa kogo će da pravi federacija. Ima da ti se tresu noge. Sa koga ba se ne misli? Srboslavija? Ja. Sa koji? Sa Japan. Čekaj, zašto sa Japan? Zato što vam je jedina mogućnost da sačuvate sunce na zastavi. Da ti se pluknam vo život odve. Be, da ti se pluknam vo srećata moja krastava, be, oval je život. Be, oval je život, be, otidov, brat, gotovo. Kuda, be, trpe, hej? Otidov, be, brat, gotovo. Trpe, kuda, be, hej, trpe. Dosta je veće, nema. Sve polni legenot, gotovo, zdravlje. Gor da znam gdje ideš, be, trpe. Otidov tamo, kaj što veće nigde, nikoj pat nema da vidam ni Grci, ni Bugari, ni Srbi, ni Albanci, ni Makedonci. Dovde odsite mi je, brat. Čekaj, idem i ja, trpe. Kade be? Idem i ja. Kade be, kaj? I meni je dosta više, i od Albanci, i od Turci, i od Grci, i od Srbi, i od Bugari, i od sve mi je dosta. Idem ja. Zašto si me, majko, rodila, lele, kade sve si me tvrdila. Жална вест. На 78 годишна возраст почина Владимир Димитриевски, родом од Вратница, пишува овде дека од Југославија, уствари Југославија не постои. Бог да ја прости Југославија и Бог да го прости Владимир Димитриевски. Останаа да жалат керката Кети и синот Мајкл со фамилиите, а на тој свет ќе го пречека сопругата Јордана. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај.
Слушајте не 24/7, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.